Новата 2018 година за македонските граѓани, освен широм отворени евроатлантски перспективи со најавено ново име, ќе донесе и поскап живот. Од 1 јануари, низ повеќето македонски чешми ќе протече поскапа вода. Возачите ќе треба подлабоко да бркнат во џебовите поради растот на цената на горивата и поскапиот паркинг, а можеби ќе треба и на крајот на секој месец од домашниот буџет да се издвојат и малку повеќе пари за сметката за струја. Што не очекува во 2018 година? Ем тече, ем се менува македонската вода и нејзината цена. Ова, откако Регулаторната комисија за енергетика и официјално ги соопшти новите тарифници, според кои поголемиот дел јавни предпријатија очекуваат зголемување на постојните цени за метар кубен вода. Во одредени општини, како и во градот Скопје, жителите ќе плаќаат и нова давачка, дополнителна услуга за собирање, прочистување и одведување на отпадните води. Повисоки сметки за вода веќе има или се во процедура за Пробиштип, Струмица, Радовиш, Куманово, Битола, Прилеп, Ресен, Велес, Неготино, Струга, Кичево, Охрид, Брвеница и Желино. Од 1 јануари новиот тарифник за вода и водни услуги ќе треба прво да го воведат општините со над 10.000 жители, а од 2019 година нови цени ќе добијат и помалите градчиња. Ке скокнат и цените на горивата преку веќе зголемената акциза. Експертите укажуваат на првичните пресметки, според кои покачената акциза ќе има големо влијание врз домашниот буџет, а со тоа ќе се зголемат и трошоците на секое семејство кое поседува дизел автомобил. Например, ако во просек месечно по возило се троши околу 70 литра дизел гориво, со зголемување на акцизата ќе треба да се одвојат месечно дополнителни 245 денари, а на годишно ниво тоа би изнесувало речиси 3000 денари или околу 50 евра. Паралелно се очекува поскапа струја поради најавената либерализација на пазарот, поскапи паркинзи, но и поскапи цигари. По најавите дека од 2018 година ќе се зголеми цената на дизелот, водата, цигарите, транспортот, економскиот тим од владата со смирувачки тонови во јавноста дека се подготвуваат низа мерки за поддршка на економијата, со кои што ќе се овозможи зголемување на просечната плата, но и одржување и пораст на животниот стандард. Гужвите на шалтерите на управата за јавни приходи заминуваат во минатото, ама од 2019 година. Пријавите за годишна даночна пријава за приходите од 2018 година нема повеќе да се поднесуваат на шалтерите на УЈП. Со одлука на владата се воведува електронски систем со кој даночната управа ќе ги собира остварените приходи на граѓаните и ќе ги пополнува во електронска форма. Со овој систем секој граѓанин ќе има своја лозинка преку која ќе може да влезе во пријавата добиена од УЈП и да си ги провери своите податоци, а доколку утврди дека во документот не се внесени некои од остварените приходи, ќе може самиот да си ги дополни.